Градоначалниците на општините од Скопскиот плански регион денеска одлучија да ја разрешат директорката на Скопскиот плански регион Розета Арсовска, поради тоа што, според досегашните резултати, Скопскиот плански регион е најслаб регион во Македонија и поразителни се процентите на реализирани проекти. Имавме информација и договор околу тоа како Скопско-планскиот регион ќе настапува во иднина во меѓуграничната соработка со другите земји како што се Србија, Косово и Бугарија. И поделивме информација дека наскоро ќе отворивме канцеларија за делна соработка со Република Србија. Денес ќе разрешивме директорката на Скопски плански регион Розета Арсовска на барање на градоначалниците од градот Скопје со цел да се подобри идната комуникација, идниот развој на сите општини во градот Скопје, со тоа што како обврска има да направат приоритетни задачи и проекти во смисла на она што најчесто граѓаните ги барат од градоначалниците, а тоа е пред се инфраструктурата, водоводните снабдување и канализацијските мрежи, зачувување и унапредувањето на човеката околина и секако она што представува меѓуопштинска соработка и можноста на користењето на европските фондови и ИПАР фондови кои што ни стојат на располагање во идниот период. Разрешувањето на директорката е на иницијатива на градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски, кој рече дека директорот е тој што ги организира работите во организацијата, а во овој случај координацијата и предлозите во Скопскиот плански регион се многу слаби. Тука имам и некои работи кои што ги разгледував. Спроведувањето на планските документи за развојот исто идат, координациите се слаби. Предлозите од Бирото за регионален развој и идентификација на подрачјата со специфичен развој исто така немаме некоја информација, комуникација што се случува. Она што го рековте на денешната точка околу преку граничната соработка ја збориме многу време, а немаме никакви активности во досегашниот период, само истите работи цело време ги повторуваме. Досегашната директорка Розета Арсовска обвини дека немало интерес од страна на општините и покрај испратените дописи до општините, тие не сакале да учествуваат преку центарот, туку учествувале сами за разни проекти. За прекугранична и за Светска банка, со сите градоначалници е испратен дописот. Имавме неколку работилници. Од ваша страна нема интерес. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров спомна источниот регион. Да, во источниот, ама кој ќе седнат таму, сите разговарат, идат преку центарот. За прекугранична со Косово, исто испративме допис, прашувавме, имаме работилница, дали сакат од општините. Центарот, ако нема иницијатива од општина дека вие сакате да соработуваме, јас не можам да измислам ништо. За Светска банка бевме и до општина Ѓорче Петров и до Кисела вода, кои што не сакаат да влезат со центарот, а аплицираа сами.